денеска поради големиот број гости кои се во текот на кои ќе дојдат и кои беа во текот на оваа емисија, колегата Андоновиќ ќе го вклучиме преку Zoom платформата. Добро утро, колега. Добро утро, само не успеавме да се вклучиме преку Zoom од некои технички причини кои нели ќе бидат дел од овие вклучувања додека сме. Оваква се случува технологија. Да, но златен телефон, златно аудио, ако ништо друго, барем ќе можеме да се чуеме. Дејан, што е во фокусот денеска, вака петочки, која е темата од меѓународната сцена која ќе ја затвори оваа работна недела? За жал, констатиравме дека оваа година е година полна со голем број на починати, познати лица во светот. Така, она што е последно и најново е она што се случи пред околу 1 час. Почина српскиот патријарх Иринеј, пред околу час се јавуваат медиумите, српските медиуми, тој почина како резултат на неговата борба со коронавирусот, иако имаше 90 на години, беше во добра здравствена состојба, но поради коронавирусот почина, така да соседството сега во моментов е во шок и неверување, веројатно и во жалост поради губењето на овој црковен великодостојник. Само ќе потсетам, Иринеј го доби тој коронавирус, бидејќи тоа е во фокусот на светските случувања, коронавирусот и COVID-19, се зарази пред околу 1 месец кога служеше литургија на гробот на претходно починатиот митрополит Амфилохије, кој исто така беше позитивен на коронавирус, но тогаш и покрај големиот број на присутни на погребот на Амфилохије, многумина велеа дека безбедни се мерките, дека ништо нема да се случи, дека дури се одеше и дотамо дека Господ ги чува тие што ќе одат да се причестат на гробот на Амфилохије, меѓутоа се случи токму спротивното, токму тој што ја водеше литургијата, српскиот патријарх Иринеј се зарази од коронавирусот, докторите се бореа 15 дена за неговата здравствена состојба, но тој утринава повторно и кажа многу свежа вест, од пред околу час време беше јавено дека починал. Дејан, состојбата во Соединетите Американски држави, последна информација која прочитав дека пребројувањето на гласовите во Џорџија потврдило дека Бајден е новиот председател. Да, Бајден победи во сојузната држава Џорџија, макар што ние анализиравме предходните денови токму и Трамп да победеше во Џорџија, немаше да се смени изборниот резултат, но сепак се чини дека Џорџија на Трамп му беше еден вид на престиж да покаже дека тој може да победи таму. Од друга страна, пребројувањето покаже дека за 0,5 гласови победил, значи една тесна победа на Бајден, но она што е куриозитет би рекол дека прв пат по 22 години еден демократски кандидат успеа да го порази републиканскиот кандидат токму во Џорџија, што овие избори само покажаа дека републиканците преку Трамп ги загубија некои своји традиционални упоришта како сојузни држави во изминатиот период. Како и да е, Бајден победи 279 електорски гласови наспоред 223 за Доналд Трамп. Бајден освои повеќе електорски гласови од што му беа потребни. Се знае дека требаше да има најмалку 270. Она што е следно е дека на 14 декември изборниот коледж треба да ја потврди бројката на кој колку освоил и да го потврди победникот на овие претседателски избори во САД. Следното после тоа се разбира е 20 јануари, кога и официјално ќе биде инаугуриран новиот претседател на Соединетите Американски држави, 46-тиот претседател во нивната историја Џозеф Бајден од Демократската партија. До тогаш Доналд Трамп е се уште актуелен претседател како републиканец, но и како име и презиме, и она што се случува изминатиот период е еден вид на некои негови потези за кои аналитичарите стравуваат дека можеби ќе направи големи проблеми и ќе направи голема лоша, комплицирана состојба за неговиот наследник кој ќе влезе во Белата куќа, ќе треба да санира некои последици. Едно од првите постапки, ќе повторам, е неговата одлука за повлекување на американските трупи од Ирак и Афганистан, на што аналитичарите, светската јавност, но и самиот Бајден не гледа благонаклоно, туку смета дека ќе направи огромни проблеми ако се земе во предвид дека регионот таму не е стабилен, па со повлекувањето на трупите на САД може дополнително да дојде до ескалација на некакви насилства.
И Дејан, сосем за крај уште една тема која е во фокусот на глобалната јавност, а тоа се настаните во Азербејџан и Ерменија. Азербејџанската војска се позиционира во Агдам, од каде што се повлече Ерменија по договорот за примирие. Колку ќе трае според тебе овој договор накратко? Јас мислам дека договорот ќе биде, барем така мислам, тоа е моја некоја проценка и ги гледам проценките на аналитичарите. Ерменија ја загуби таа војна, азербејџанската армија ги освои сите можни позиции на Нагорно Карабах кои до вчера беа ерменски. Ерменија и прозападната влада во Ереван се согласи на примирието. Од друга страна опозицијата, проруската опозиција, бевме сведоци, ги анализиравме тие состојби, се негодуваше поради овој срамен за нив пораз и бара пад на владата, воредни избори и формирање на нова влада која ќе ги врати териториите. Сепак азербејџанската армија е по-доминантна наспроти ерменската, особено што за неа стои Турција. Од друга страна, на твоето прашање дали ќе се одржи примирието, јас мислам да, бидејќи Русија испрати неколку илјади војници и воена опрема за да го гарантира мирот во Ерменија, бидејќи ќе потсетам и Ерменија и Азербејџан се поранешни советски републики и се под влијание на Москва и покрај тоа што владата во Ереван е прозападна, па веројатно Русија и не и помогна многу и така и стигна казната дека доколку сте прозападни, Москва нема да ви помогне. Од друга страна, вчера е вклучена и турската армија за надгледување на примирието, па мислам дека и Турција и Русија ќе бидат голем гарант да се смират страстите таму. Останува проблемот со Нагорно Карабах, тоа е еден вид на замрзнат конфликт кој трае повеќе од 30 години. Како ќе одлучат големите сили така? Ќе чекаме после 20 јануари со доаѓањето на новата администрација на демократите и Бајден да видиме дали Соединетите Американски држави ќе се вклучат во целиот овој процес. Можно е да се вклучат ако се земе во предвид дека демократите и Бајден стратегијата нивна е насочена кон поранешните советски републики. Ќе потсетам Грузија. Грузија е поранешна советска република која побара да членство во НАТО, а која беше блокирана од страна на Москва, додека беа демократите на власт. Тие ги имаат тие аспирации, како дојде Доналд Трамп, Грузија исчезна со аспирациите, а сега со доаѓањето на демократите, тие од вчера повторно побараа американско воено присуство, американска дипломатска акција и членство на Грузија во НАТО. Ќе видиме наредната година како сето тоа ќе се одвива, да се надеваме дека големите сили ќе успеат да се договорат барем да има мир. Дејан Андоновиќ, благодарам за денешната анализа. Со тебе се гледаме повторно во понеделник, стандардно во истиот термин. Благодарам на вас. уште еднаш.